Na okolo 36 km od Kavadarci, tamo daleko pod zakrilata na Kožuv, smestano je celото Mrežičko, koje poradi čistiot vozduh i bujното zelenilo koje ga obkružuva, go narekува tušta i vozdušna banja. Mrežičko je jedno od desetinata ritsko-planinskih sela, je pretežno selo na postari žitelji i vikendaši, ušte i selo na dolgovečni planinci, koji niz godinite ostanale na svojite koreni, hrabro držeći se i vo najteškite vremenja. Povod da go posjetime ova prekrasno planinsko selo beše tradicionalната sredba koja se održava sred selo po povod selskata slava Mitrovden. Благодарение на иницијативата на градоначалникот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци, патувајќи кон селото, наидовме на група работници и бројна механизација, кои вршеа гребење на стариот и упропастен асфалт и поставување нов, зафат кој најде на позитивни реакции и задоволство кај сите кои беа гости и староседелци на Мрежичко. Во манастирот посветен на светето Свети Димитрија, препон со верници, се одржа празничната литургија и сечење на славската погача. Насекаде се чувствуваше празнично расположение. Река од гости, а ги имаше од Неготино, Штип, Гевгелија, Прилеп, но и дојденци од Србија и иселеници од селото во далечна Австралија. Сите желни да го видат селото, неговите разеленети и убави ресурси, кои се одмор за очите, здравје за душата. Звукот на кларинетот и тапаните не пречека и веднаш се слеавме со расположените домакини и гости, кои еднаш годишно Мрежичко го прават село со живот, а не село чија миграција одамна ги откраднала помладите, кои за подобра екзистенција ги напуштиле своите огништа. Но сега се тука, во своето село, на својата слава. Свеченоста започна со најмладите од танцовиот фитнес клуб Trend Vision од Неготино, чии млади танчерки со преубавиот танц го побра аплаузот, а не помалку аплауз добија и младите играорци од фолклорната група при Домот на културата од Кавадарци, кои одиграа неколку стари македонски ора. Може би големата посетеност и ведото расположение се должат и на убавото сончево време, така што прославата со славенички ора, каде еден до друг игра и стари и млади, ке им остане во долго сеќавање на посетителите. И оваа година, како и минатите, главен организатор и донатор беше брендот Кожувчанка, чии производни и преработувачки капацитети се наоѓаат на горниот крај од селото. Повеќе за ова, за Кожувчанка и за незините производи, ке ни говори во записот менаџерот и директорка на брендот, госпоѓа Јанинка Чупарковска. Ви благодарам за прекрасната најава. Би сакала пред се да му честитам на сите Митровден, Свети Димитрија, кои го славаат, кои имаат име и честито име на градоначалникот, тој е собственикот на Кожувчанка и мојот брат. Еве, јас како и моите предци, што се токму од овде, од ова село Мрежичко, сум горда, гледајќи ги овие насмеани лица, посетеноста на луѓето, на секој начин, сепак го негуваме она што сме го имале и предците, од тоа е нашата традиција. Многу ми е мило и драго. Кожувчанка има секогаш нови работи. 24 години сме на пазарот, токму од овдека почнавме и како што знаете, Кожувчанка е брзо растечка компанија. Секогаш ги следи иновативните работи и најсовремените трендови на пазарот. Од неодамна, пред 4 години, почнавме со наше свежо македонско пиво, кое е наша иновативност во делот на точењето, односно свежо точено пиво, точно од танковите како од лежна визба. Така да, по таа идеја, најновото нешто што го имаме, моментално е Лайфер пиво, кое е со непастеризирано пиво, со ладна филтрација, кое е тренд во светот за пиво. Меѓутоа, за заживување на селото, за тоа какви активности следуваат од страна градоначалникот Јанчев, кои потекнува од Мрежичко, заедно со местната заедница и Советот на општина Кавадарци, одговор побаравме од председавачот на Советот по потекло од ова село и досегашен председател на местната заедница во Мрежичко, господинот Ристо Сакалиев. Благодариме на добрата најава. Јас прво сакам да ги поздравам жителите на село Мрежичко, да им го честитам празникот Митровден. Воедно сакам и на господинот градоначалник Митко Јанчев да му го честитам името и да му се заблагодарам на оддаденоста, на посветеноста што направи од општина Кавадарци да биде еден бренд. Му посакувам многу здравје
посакувам да го продолжи европскиот пат, разбирањето со граѓаните, како што Синалко е бренд за Европа, Кавадарци стана бренд на едно добро однесување, на едно почитување, на една поштена, атрактивна работа, транспарентна. Ние тој пат сакаме да го продолжи нашиот градоначалник во соработка со Советот. Мрежичко повеќе би се заблагодарил на компанијата Синалко. Таа 20 години и повеќе е донатор во град Кавадарци. Најповеќе донира во Мрежичко во сите сфери, во инфраструктурата. 90% од работите што се направени во селото се донација, а донаторскиот дух што го поседува оваа компанија на чело со ценетната директорка го продолжува и го засилува. Тие донираат во сите сфери, во културата, во спортот, во детската заштита. Ние им посакуваме само добро здравје и да напредуваат напред. Ние сме горди што тие имаат секоја година нов чекор, се напредна компанија, позната во Европа. Мрежичко има таа привилегија што оваа компанија е овде ради тоа што потеклото, корените на газдите на фирмата, на сопствениците на фирмата се од тука и задоволство е што се отворени према нас, секогаш се расположени на соработка, даваат повеќе од тоа што ние им посакуваме. Се надеваме дека добриот пат градоначалникот ќе го продолжи. Јас сакам да се извинам на јавноста што овој денеска не можеше да дојде овде да ги поздрави. Зафатеноста со големите обврски што ги има во општината, ние само се извинуваме на гостите, во негово име ние со директорот ги поздравуваме гостите и им посакуваме среќа на сите граѓани, да има денот да си продолжува, секоја година наредна да биде побој од претходната, да одиме напред. Благодарам. Се редеа честитки ракувања по повод селската слава, а на многу лица чии години оставиле трага, забележаме широка насмевка и радост, зашто селото им беше живо и преполно со гости од сите страни. Во секоја куќа во Мрежичко, кој некогаш имало и 200, а сега 20 куќи, имаше богата трпеза подготвена од вредните мрежичанки. Во бројните разговори што ги реализиравме, неодминлива беше големата благодарност до градоначалникот Јанчев, кој, како што рекоа тие, е заслужен за се што направил за селото, но и за Кавадарци, кој за само 2 години направил толку колку сите градоначалници до сега и така да продолжи со сите проекти и визија, општината Кавадарци, во која гравитира и Мрежичко, да стане најмодерна со европски изглед и стил на живење на Балканот. Веќе беше доцна попладне, а на орато и играта им немаше крај. Заминувајќи, со нас го понесоне печатокот дека овие горди мрежичани гости знаат и тоа како да се веселат и да уживаат во вкусните сендвичи, скара и пијалаци, донација на Кожувчанка и градоначалникот Митко Јанчев.